Политичките потреби на ДУИ и коалицискиот договор се издигнаа над политичкиот консензус, чиј наратив е дека техничката влада стана излишна и непотребна. Само за интегративците да добијат премиер Албанец, моделот на пржинска влада се повторува и пред овие избори. Експертите согласни. Формирањето на техничка влада испраќа порака дека Македонија е несериозна држава. Велат, изгледаме како да не можеме соодветно да спроведеме избори, што е основен демократски процес. Политикологот Димитар Николовски е убеден дека повеќе нема потреба од формирање техничка влада и потребно е да се укине. Јас би рекол дека дефинитивно е исцрпена, дека нема потреба веќе за техничка влада, меѓутоа можеби поради некоја инерција, особено на страна на власта во овој момент, едноставно не вложиле напори тоа да го променат и да го тргнат. Иако мислам дека има доволно сигнали од опозицијата да бидат тргнат. Тој додава дека очекува ова да се последните избори како во Македонија се формира техничка влада предизборно, бидејќи повеќе нема потреба од неа. Политикологот Джено Рисени пак појаснува дека техничка или експертска влада се формира во кризни моменти, кога општеството се соочува со политички, воени или други предизвици за кои е потребно единство. Пржинската влада, која се формира за да се избегнат изборни нерегуларности, се сомнева оти ќе го направи спротивното, бидејќи ќе ја предводи токму Талат Џафери. Идниот технички премиер Џафери во минатите недели правеше се за да оспори, односно правеше пречки да се изгласа членот на албанската опозиција, значи членот во државната изборна комисија, што законски му следува. И сето ова покажува дека овие избори ќе бидат матни и ќе има обид за манипулација на истите. Тој порачува од одговорноста за организирање избори мора да се врати во политичка избрана влада. За кај граѓаните и меѓународната јавност да се врати до вербата оти Македонија е способна да спроведе основни државни процеси. Експертите велат дека нема друг пример во пошироки рамки каде на демократска држава е потребна широка влада, само за да одржи изборен процес, што е голем срам за држава со демократско државно уредување. Опозицијската ВМРО-ДПМН со месеци бараше да се донесат законски измени и да се укине техничката влада, но СДСМ и ДУИ тоа не го прифатија. Пред се, поради нивниот коалициски договор, во последните 100 дена од мандатот, Македонија да ја предводи премиер предложен од ДУИ.